Климатските промени, проследени со незапамтено високи температури, веќе доведуваат до се помали и понеквалитетни земјоделски приноси, но и до вистинска борба за вода за наводнување. Македонските земјоделци се позагрижени. Недостигот од храна и вода стануваат и наша реалност, зашто на вакви температури ништо не вирее, не успева, децидни се тие. Родот што е на нагоре во горните цветови горат, нема производство. Нема. Колку и ни да се бориме, и вода да пуштаме, и не знам што, температурата е премногу висока. Премногу висока. Прејаки се зраците. Растението и под мрежа го горе. Значи ставаме и заштитни мрежи, ама горе не може да се заштитиме. Во беспоштедната битка со природата, Јулија раскажува дека како земјоделци се почесто се доведени во ситуација дури и меѓусебно да се расправаат, да се караат. Јас мислам дека за некоја година ќе биде војна за храна и за вода. Значи немаме ни вода. Реките се пресушуваат, бунарите се пресушуваат, нема вода. Се бориме. Можам да ви кажам снимки кај да ни војна водиме тамо за да наводнуиме. Дали ти ќе вадиш или јас ќе вадам. Се бориме, се караме сите еден меѓу друг. Нема вода. Страшно е. Милан Тумановски има 72 години и целиот свој живот е земјоделец. Меѓутоа вели дека со вакво нешто досега не се соочил. Од 500 корење 3 гајбичи на ваки домат набрав. Ништо. А треба да наберам барем 100 кила. Ова не било, не го памтам јас. А работам 60 години земјоделие. Не сум ни прематар ништо, лично моје продавам се. Нема ништо. Имам морков, сено подоснато. Не никнуваше, па косев треба, го покрив, да има влага да никне. И тој па не никне кој што треба. Многу лошо е. Оптимист не е ниту Ѓорги Кузманов од село Дреново, кој над 4 децении се занимава со земјоделие. Треба поголема заштита на земјоделското производство и поголема финансиска помош од државата за поадекватни и посовремени инвестиции, смета тој. Вчера одам поручи грозје да берем сварено, однадено, нежно не можеш да набери. Многу е, еви народ нема. Со жиштините нема и народ, слава. Што треба, например, сега гројство да биде заштитено, доматот не е заштитено, болест си влијае, многу високи температури и не можеш да произведиш. И затоа цените се високи. Според непоследните земјоделци, мерките за справување со последиците од климатските промени треба да станат национална стратегија. Како Македонија би го избегнала најцрното можно сценарио, односно да се соочиме со недостиг од храна.